AC.Котев прашува, вели здраво Јосиф, што ќе кажеш за палентата? Нема што да кажам, Аце, палентата повторно би ја издвоил како одличен продукт. Одлична замена, убаво е тоа што, не знам дали знаеш, палентата доаѓа од пченка, но не од онаа свежа пченка која што може да загрози состојба кај луѓе, особено кои што се со целијакија и се хиперсензитивни и интолерантни на глутен, затоа што се смета дека пченката во оваков производ, односно во овакова форма како што е палентата, е супер за луѓе кои што се сензитивни на глутен, затоа што речиси го нема. Има еден протеин кој што му го заборавив името, али небитно, протеин кој што повторно може да направи тригер на сензитивноста на глутен, но тоа е дискутабилно. Најчесто не прави, затоа е добра палентата да се користи кај овие луѓе, но исклучително е добра за луѓе кои што можеби сакаат да покачуваат мускулна маса и се во оној генетски тип и тип на тело ектоморф, затоа што големата количина на јаглехидрати ја има и ја има малата количина на масти. Значи палентата има голема количина на добри јаглехидрати, но многу мала количина на масти. Исто има и мала количина на протеин од друга страна, но како комбинација на палента и можеби извор на протеини, дали ќе биде јогурт, сирење, урда, месо и така натаму, е супер. Затоа користија, не би ја препорачал за попладне и навечер за луѓе кои што сакаат да намалуваат масти, но дефинитивно како можеби опција во првиот дел од денот, како опција за ручек наместо паста, орис или компир е идеална и поради нејзиниот висок состав, односно висока количина на растителни влакна. Така да е супер, но повторно, ако е целта намалување на масти, не би требало да имаш попладне и навечер.